Добро вечер во централното издание на вестите. Еве што ќе гледате во нив. Поплави во Кичево. Десетици куќи и возила се најдоа под вода. Комплетна механизација што е на располагање во градот е пуштена во оптек. Евакуирани околу 200 жители на градот. Со багер излеговме, со багер не ваѓаја. Се снаоѓаме сами како можеме. Обилните врнежи направија штета и во Гостиварско и во Скопско. Мицкоски од Минхен. Потребна ни е предвидлива европска иднина, а не процес без крај. За нас членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Македонските евроинтеграции тема и на останатите панели на безбедносната конференција. We have been promising so many things in return for reforms for name change of North Macedonia, for instance. За 2 недели одземени над 70 возила. Продолжува практиката на возење без дозвола. Полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Поради прекршоци, за 24 часа МВР привела уште 10 лица. Законот за пушење ќе се донесе во предвидениот рок, тврдат од Министерството за здравство. Финалниот текст ќе го дефинираат по јавната расправа. Не ни треба процес без крај, туку заслужена и предвидлива европска иднина. Ова е пораката која премиерот Мицкоски ја упати по Минхенската безбедносна конференција, на која имаше низа средби, од кои голем дел биле и за македонските евроинтеграции. Повеќе од Михајло Видемлиски. Европа и САД се пријатели, но мора да се знае кој какви одговорности има во тоа партнерство. Ова според премиерот Христијан Мицкоски е заклучокот од пораките од 62-та Минхенска безбедносна конференција, на која тој ја предводи македонската делегација. Во интервју за националниот сервис, Мицкоски рече дека за разлика од лани кога пораките од конференцијата биле подиректни, годинава се, како што рече, во позавиена форма, но со иста суштина. Суштината е иста во смисла на тоа мора да се знае кој каква одговорност има и визави одговорноста, кој е тој кој што ги владее придобивките од таа одговорност. Тоа е суштината и на пораките од минатата година и на пораките од оваа година. Со таа разлика ќе повторам, што минатата година може би беа подиректни, но оваа година беа така помеки тие пораки. Заклучокот е дека Европа и Америка и Соединените американски држави се партнери, се пријатели, но мора да се знае кој какви одговорности има во тоа партнерство и пријателство. Зборувајќи за билатералните средби меѓу кои со председателот на Европскиот совет Антонио Кошта и холандскиот премиер Дик Схоф, на кои се разговарало и за евроинтеграциите, Мицкоски рече дека целта е да се раскаже македонската верзија на приказната и предизвиците со кои се соочила земјава. За нас членството во рамките на Европската унија не е милост, туку е нешто кое што одамна го заслуживме. Да укажеме на сите, би рекол, неправилности, да укажеме на сета неправда која што нас не е нанесена и како народ, и како држава, но истовремено и да потенцираме дека суштината е да не се сруши имиджот и кредибилитетот на самата Европска унија. Имаме чувство и македонските граѓани чувствуваат фрустрација и имаат чувство дека некој од самата Европска унија од внатре како да сака тој имидж и тој кредибилитет да го уништи. За време на Минхенската безбедносна конференција Мицкоски оствари и неколку економски средби. Претходно тој се сретна и со специјалниот пратеник на американскиот председател Трамп Ричард Гренел, а вчера попладнето и со украинскиот председател Володимир Зеленски. На средбата со Зеленски станало збор за актуелните безбедносни предизвици во Европа и потребата од единство и солидарност. И покрај заострената примена на законот, на улиците продолжува практиката на возење без дозвола. Од МВР за Канал 5 велат дека од почетокот на примената на безбеден град одземени се над 70 возила, а само изминатите 24 часа приведени се и десетици граѓани. Меѓу нив има и малолетници. Деталите од Јорданчо Цветановски.
70 возила одземени од стартувањето на проектот Безбеден град. Од МВР соопштија дека во изминатите 2 седмици имале полни раце работа поради сообраќајните прекршоци на територијата на земјава. Во истиот временски период лишени од слобода биле 73 возачи поради возење без возачка дозвола. А само вчера се уапсени уште 10 возачи кои исто така или возеле без возачка дозвола, или имале активна забрана за управување, или пак возеле под дејство на алкохол. Некои од нив се обиделе на иновативен начин да избегнат казна од камерите на Safe City. Скопјанец со маркер направил промена на бројот 9 во 8 на регистарските таблички со цел да не се соочи со законска одговорност, при што бил приведен. Полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Возилата се одземаат согласно членовите 297, 297А и 300Б од Кривичниот законник. Од МВР потсетуваат за важноста од системот Безбеден град, чија задача е да го намали бројот на жртви и повредени во сообраќајот, но и да ги намали и сообраќајните прекршоци кои во минатото го доведуваа во опасност животот на учесниците во сообраќајот. Проектот Безбеден град планирано е да се прошири на територија на цела држава во текот на 2026 година. Приоритетот за поставување на камерите се одредува според прецизни критериуми за безбедност, додека фокусот ќе биде ставен на главните сообраќајни артерии и булевари, каде што е регистрирана поголема фреквенција на возила и пешаци. Од МВР додаваат дека бројот на локации каде ќе бидат поставени камерите ќе биде соодветен на потребите, а целта е да се покријат така наречените црни точки, каде што статистички се случуваат најмногу сообраќајни незгоди. Точниот број и специфичните локации ќе бидат дефинирани по завршување на техничкото планирање, но целта е целосна и ефикасна покриеност на критичните зони. Фирма блиска на власта добила 74 тендери вредни 17 милиони евра во општините каде на власт е ВМРО ДПМН, обвинуваат од опозицијскиот СДСМ. 74 тендери вредни 17,6 милиони евра за само 2 години добила оваа фирма. Ленди Груп, Доел, Скопје. Наглиот раст на склучените договори започнува во 2024 година, продолжува во 2025 година, па се до денеска. Само минатата година 59 склучени договори, најголем дел од општините раководени од ВМРО ОКГ, организирана криминална група. Симптоматично, вредноста на овие договори речиси целосно се поклопува со проценетата вредност на тендерите. СДСМ со популистички пресконференции се обидува да ја замајува јавноста, велат од ВМРО ДПМН за пресконференцијата на опозицијската партија. СДСМ, што ги брои овие тендери последните 2 години, треба да ја прошири пресметката на изминатите години кога тие биле на власт и ќе дојде до заклучок дека истата ова фирма можеби и двојно повеќе тендери има добиено во време кога институциите ги управувале СДС заедно со ДУИ. Така што ова е едно популистичко обвинување. Она кое што се однесува за пари за минимална плата, би било добро да одговорат зошто додека беа власт изминатите 7 години не ја зголемија платата минимална на работниците во обем како што тоа сега го бараат. Законот за пушење нема да биде одложен и ќе се донесе, велат од Министерството за здравство за Канал 5, откако во јавноста се отвори прашањето за негово спроведување во фази. Оттаму додаваат дека текстот се уште не е финализиран и ќе биде дефиниран по анализата на коментарите од јавната расправа. Нема ретерирање. Законот за пушење не се одложува и ќе се донесе. Децидни се од Министерството за здравство, откако во јавноста се отвори прашањето за тоа што точно значи неговата фазна имплементација во пракса и дали на угостителите и на граѓаните ќе им се даде време од 1 година за адаптација. Од Министерството за Канал 5 велат дека тоа што не сакаат веднаш, уште од 1 март или кога законот ќе го мине собранискиот филтер да има казни, не значи дека се повлекуваат од идејата за проевропски закон за заштита од пушење, кој во својот предлог текст вклучува воопшто да не се пуши ниту тутун, ниту електронски цигари во затворено, ама и надвор пред врата на институции, фирми, болници, а и на автобуски постојки.
Законот за заштита од пушење не се одложува. Министерството е целосно посветено на негово донесување во најкраток можен рок. Законот ќе стапи на сила согласно законските рокови. Во почетната фаза фокусот ќе биде на информирање, надзор и опомени пред изрекување казни. Во однос на фазната имплементација тоа не значи одложување ниту едногодишен преоден период. Велат од Министерството. По реакциите дека основите на предлог законот се земени од земји каде многу мал дел од населението се пушачи на цигари или од такви кои никогаш не произведувале тутун, од Министерството појаснуваат дека текстот не е финализиран, туку по анализата на коментарите од јавната расправа и институционалното усогласување ќе се дефинира и како таков ќе биде доставен до владата, а потоа и во собраниска процедура. Нашата цел не е казнување, туку заштита на здравјето. Сакаме јасни правила што ќе важат еднакво за сите и ќе обезбедат чист воздух за граѓаните и работниците. Суштината на законот не се менува. Целта е јасна: заштита од пасивно пушење во затворени јавни и работни простории и спречување на започнување со пушење кај младите. Со новиот предлог закон се забранува пушење во сите затворени угостителски објекти, кафеани, барови, фирми, а освен пред училишта, градинки и болници, цигара нема да смеете да запалите ни на автобуски и железнички станици, пазари, а и пред театар и спортски објект. Во присуство на дете забрана за цигари и тутунски апарати ќе има и за во автомобил. Казните за граѓаните ќе се движат од 150 до 300 евра, а за фирмите до 5000 евра. Но на почеток, дали поради адаптација или поради тоа што нема кој да казнува, нема да има пресилна контрола. Еден од приоритетите на Европската унија е зелената агенда, а Националната агенција за европски образовни програми и мобилност постои за да се искористат европски фондови за добри идеи, што ќе имаат импакт како на национално, така и на европско ниво, вели во разговор за Канал 5 директорката на Еразмус Ана Михајлов. Во продолжение разговорот кој го направи Сања Трајковска-Ставров. Програмата Еразмус Плюс нуди многу можности. Една од главните приоритети на Европската унија е зелената агенда и климатските промени. Така и Националната агенција постојано во своите промотивни настани ги промовира овие хоризонтални приоритети на Европската унија, што значи дека постојано нашите настани ги промовираме и даваме можност и ги насочуваме корисниците на грантови како да аплицираат, односно да ги искористат можностите на Еразмус Плюс програмата. Она што можам да кажам дека многу ми е драго што во делот на образование се повеќе жени се вклучени од лидерски позиции па се натаму, што значи дека секогаш промовираме и протежираме да се вклучат повеќе жени и млади девојки во образованието. Програмата Еразмус Плюс може да помогне на начин во делот на стручно образование, односно нудиме програми мобилности во делот на стручно образование и во делот на стратешки партнерства, односно оние обуки кои што може да ги вкусат, да кажам, младите девојки и жени, се преку апликација, односно преку училиштата, универзитетите, невладините организации и така натаму, за да може да одидат на некоја обука која што ги усмери во тоа каде треба да се пронедат во делот на овие, да кажам, професии кои што се помалку и помалку вклучени жените, да ги поттикнеме и да можеме се повеќе и повеќе да вклучиме жени, тоа ќе ни биде чести задоволство ако можеме да помогнеме. Кажете ми, кои се најлесните и најбрзите начини за училиштата, организациите, општините, значи да влезат во Еразмус Плюс и да креираат реални можности за младите? Значи, кој е најлесниот пристап? Најлесниот пристап секако е креирање на апликација, односно во Националната агенција не може да аплицира поединец, аплицираат како што напоменавте училишта, универзитети, невладени организации и така натаму, што значи дека со апликација убаво срочена, односно идеја која што имаат училиштата, универзитетите, при истражување на пазарот што е она што ни фали во образовниот процес, може да аплицираат во програмата, која што поминува апликацијата во неколку фази, после поминување на неколку фази има одлука дали апликацијата е финансирана или не финансирана. Исто така да напоменам дека Националната агенција не одлучува, односно јас како директор не одлучувам кои проекти ќе бидат. Целата постапка е транспарентна и отворена, односно имаме неколку фази надворешни експерти кои што ги оценуваат апликациите, кои што нели се прави ранг листа за тоа дали проектот е добитен или не. Но никој не треба да губи надеж, односно Еразмус не е за недобрите училишта, за недобрите универзитети. Секогаш треба да имаме апликација која
која што ќе има убава идеја, која што ќе има импакт на национално, европско и локално ниво, кој што може да придонесе во нашата држава образовниот процес и затоа ги мотивирам и ги поттикнувам сите апликанти кои што сакаат и имаат добра идеја да аплицираат во Националната агенција. Ова беше последна информација во вестите во 18 часот. Бидете со нас и во последните вести за денеска во 20 часот и 45 минути. Останете на Канал 5.